Гром нуди поинаков концепт. Гром нуди нешто сосема поинакво. Поинакво од она што досега сме го виделе и го гледаме овде во општина Пекчево, но и во цела Македонија. Гром нуди излез од црно-белиот свет. Гром нуди избор пред се. Затоа, иницијативниот одбор вечерва е во Пекчево. За вам да ви понудиме избор. Избор што досега го немаше. Сакам да ви кажам само за 3 основни работи, доколку, кога ќе излезете од тука да ве прашаат. Шо те рахте таму, шо ви кажа, ево ова ви кажа. Гром е партија која се бори за 3 основни принципи. Првиот принцип е одговорност на поединецот, на секој член на нашата политичка партија. Вториот принцип е сигурноста. Сигурноста на поединецот и на државата. И третото е почитувањето на сите норми и принципи на однесување во една држава како што е Република Македонија. Почитувани граѓани на Пекчево, добро вечер. Ве поздравувам од името на иницијативниот одбор на Гром. Дојдени сме вечерва овде кај вас со една добра намера, дојдени сме за добро. Сакаме да ви презентираме дел од нашите визии, нашите заложби за тоа како ние сметаме дека треба да биде уредена Република Македонија. Вечера овде не дојдовме да бидеме против никого. Нит против ВМРО ДПМНЕ, ниту против Социјалдемократскиот сојуз, ниту пак против било која друга политичка опција во Република Македонија. Нашата цел не е да се бориме против нив и против никого. Нашата цел е само да дадеме политичка понуда на политичката сцена во Република Македонија. Нашата цел е да имаат граѓаните поголем избор. Сметаме дека овој избор е мал и недоволен за граѓаните. Сметаме дека ова исправно и добро за демократијата во Република Македонија. Ние сметаме дека секој човек, секој граѓанин на Република Македонија мора да ги ужива правата како што ги ужива секој граѓанин. Сите треба да бидат исти. Односно, тргаме од максимата дека човек сум нужно, а македонец сум случајно. Човек сум нужно, христијанин сум случајно или муслиман сум случајно. Најбитно е дека човек сум. Без политички, етнички стабилна Република Македонија, Македонија не може да биде и економски просперитетна. Без етничка стабилност нема политичка стабилност. Без политичка стабилност, да знаете дека и државата не може економски да се развива. Тоа всушност го кажуваат сите инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија. Ние сметаме дека ваква голема буџетска потрошувачка влие негативно врз развојот на стопанските текови. Само ќе ви дадам еден пример. 2006 година буџетот на интегрираниот буџет на Република Македонија, значи централниот буџет, фонд за пензиско, фонд за здравство и фонд за патишта, се заедно беа 1.720 милиона евра. Тие денеска се 2 милиарди и 800. Значи цела милиарда плюс. Помножете по 7 години, тоа се 7 милиарди. Дали знаете книговодствената вредност на македонската приватизација колку чинеше? 5 милиарди евра. Тоа значи со тие пари до секоја фабрика да направиме уште една фабрика, до секој трговски објект уште еден објект. Тоа значи дека во изминативе години потрошивме огромни пари кои што се земени од народот, од граѓаните на Република Македонија. Гром смета дека повеќе пари треба да останува кај стопанството и кај народот, а помалку кај владата. Овој концепт што денеска го имаме, повеќе пари да има кај владата, кај државата, а помалку пари да има кај народот. За нас тој концепт е погрешен. Ако повеќе пари има кај стопанството, кај граѓаните, тие по природен пат подобро знаат да ги оплодуваат средствата. Подобро знаат да прават проширена репродукција. Ако стопанството има повеќе пари кај себе, нормално дека ќе вложува во проширена репродукција, во отварање на работни места, во освојување на нови пазари, во маркетинг, стратегии и така натаму, да се борат со светската конкуренција. Искрен да видам, јас имам власт. Јас сум градоначелник на Карпош, тоа е престижна општина, тоа е голема општина, општина со успеси,
постигнавме одлични резултати на овие избори. Ова искрено го праваме или го правиме за сите вас, за да можеме на овие наредни парламентарни избори да Гром стане парламентарна партија, да земеме учество во власта, да коригираме она што може да се коригира, да укажеме на она што не чини и нормално да се потрудиме нешто што можеме да измениме. Дали сме многу или малку? Јас сакам да кажам дека сме доволно.